70 напуштени и хаварисани возила досега се отстранети од јавните површини на подрачјето на општина Центар во рамки на акцијата која општината ја спроведува во соработка со јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и Министерството за внатрешни работи. Општинските служби поставиле и опомени на 95 возила, од кои 30 се подигнати од пајак службата на ПОЦ, 20 се отстранети од сопствениците, а дополнителни 20 возила се дислоцирани по телефонска пријава од граѓаните. Целта е да се расчистат јавните простори, паркинг местата, тротоарите и другите површини од возила, кои со години скапуваат и пропаѓаат. Апелирам до сите граѓани да ги пријават или сами да ги отстранат возилата кои не се во употребна функција или возна состојба. Возилата ќе бидат бесплатно транспортирани во депото и ќе им биде направена проценка согласно откупната цена за старо железо, истакна првиот човек на општина Центар Горан Герасимовски. Граѓаните можат да пријават хаварисани возила на бесплатниот телефонски број 076 350 767. Општина Центар информира дека акцијата ќе продолжи со несмален интензитет, ослободувајќи простор за нови паркинг места и создавајќи поуредена и почиста средина за сите граѓани. Општина Илинден интензивно работи на подобрување на патната инфраструктура. Имено во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, извршено е асфалтирање на локалниот пат Кадино-Мралино во должина од 500 метри, како и воспоставен систем за одведување на атмосферските води од коловозот на локалниот пат. Ова е капитална инвестиција предвидена во стратешкиот план за развој на општината 2022-2026. Дополнително во наредниот период ќе се гради примарна фекална канализација покрај локалниот пат и доградба на пешачката патека во должината на целата улица, истакна градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Со реконструкцијата на оваа улица се овозможуваат подобри услови за граѓаните, со што значително ќе се придонесе за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, пешаците и велосипедистите. Исто така се подобрува и секојдневната комуникација на граѓаните од овие населени места со административниот дел на општината и значително се намалува време траењето на патувањето до нивните работни места, велат од општина Илинден. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен предлог против едно физичко и едно правно лице за кривично дело узурпација на недвижности од член 225 од Кривичниот законник. Имено станува збор за узурпација на земјиште од 11 катастарски парцели во собственост на државата, лоцирано до Цветниот пазар кај Здравствен дом Скопје, поликлиника Битпазар, а кое согласно деталниот урбанистички план Саат Кула во општина Чаир било наменето за изградба на катна гаража и било предвидено за продажба со јавно наддавање. Меѓутоа, од 24.8.2023 година, обвинетиот го користел земјиштето како импровизиран паркинг простор. Тој поставил рампа и пункт за наплата на паркинг, ангажирал еден вработен да врши наплата за користење на паркинг место и на корисниците во име и за сметка на правното лице им издавал сметки, ограничувајќи и контролирајќи го влезот и излезот до земјиштето. Јавниот обвинител предложи спрема обвинетиот да биде определена и мерка на предпазливост, забрана да презема работни активности кои се поврзани со кривичното дело, односно забрана да се користи земјиштето. На граѓаните треба да им се даде можност преку референдум да можат да го отповикаат еднаш избраниот градоначалник, доколку не се задоволни од него, порача денеска градоначалникот на општина Кисела Вода и председател на заедницата на локални самоуправи Орце Георгиевски по форумот на ЗЕЛС, Здружени за искоренување на родово базираното насилство. Поттикнат од случувањата во град Скопје пред една година и незадоволството кај граѓаните од градоначалничката Данила Арсовска, Георгиевски иницирал законски измени кои на граѓаните ќе им овозможат не само да го изберат, туку и пред време да го отповикаат градоначалникот од кој нема да бидат задоволни. Работните групи работат во тој дел. Ке треба да се седне и заедно со Министерството за локална самоуправа во наредниот период да се обединат сите сили околу овој закон. Ке треба да се вклучи експертска јавност, јавно да се продискутира на таа тема и од повикувањето. Она што генерално треба да се случува според мене е граѓаните по пат на референдум да можат да отповикуваат градоначалник, порача првиот човек на Кисела Вода и председател на ЗЕЛС.
Премиерот Христијан Мицкоски вели дека владата нема да наблюдува доколку пропадне тендерот за набавка на нафта за јавното сообраќајно предпријатие Скопје и дека повторно ќе интервенираат, но дека тоа не може да оди во недоглед. Како влада сигурно нема да седиме нему и да наблюдуваме, но да дадеме шанса и да видиме денес утре да не има некоја повторна набавка, да не се предумислат некои од економските оператори. Ако не, ние ќе мораме повторно како влада да помогнеме со одредена позајмица да интервенираме за јавното сообраќајно предпријатие. Но се поставува прашањето до кога вака. Навистина треба да се поведе сметка околу процесот на децентрализација, затоа што ако некој не може тоа да го прави, тогаш да интервенираме законски, барем да ги преземеме ингеренциите и да ја стабилизираме состојбата, порача Мицкоски по денешната пресконференција во владата. Резервите на нафта што владата ги отстапи од државните резерви за ден-два треба да се потрошат, а во меѓувреме беше распишан нов тендер за набавка на нафта за ЈСП. По поништувањето на првиот тендер, поради што главниот град се најде во ситуација да биде обслужуван само со 30 автобуси. Останатите беа паркирани во гаражите поради недостиг на нафта. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни.